Осамен во долгите ноќи, загледан во пламенот од свеќата крај неговиот кревет, секоја ноќ води својата битка за победа на темните сенки во себе, со траги од непроспиените ноќи врз своето лице, со празен желудник, без план за визија како натаму, сепак ќе дочекува зората како победник, зашто вели не дозволи лошите мисли да завладеат со неговиот ум. Тешка. Премногу тешка е битката што 37-годишниот Расим Махмудовски од кичевското село Челопеци ја води од кобниот ден кога останал и без двајцата родители. Ги викал мамо и тато. Тие биле целото негово богатство, целото семејство. Биолошките родители уште во пелени го оставиле во дом. Никогаш не ги видел. Ниту тие прашале за него, ниту тој посакал да ги запознае. Во несреќата имал среќа. Муневерка Мамудовска, невенчаната сопруга на Мамуд Бекировски од Челопеци, одлучила да го посвои. Двајцата сиромашни, овие скромни луѓе го негувале, го пораснале, му ја дариле целата своја љубов, се додека заминале. Од тој ден животот на Расим е се поцрн. Живее во рушевина, остатоци од куќа што му припаѓале на неговиот татко. Едниот зид е струшен, под нема, кровот пропушта вода при секој дожд. Ризичен е престојот кога има грмотевици. Отворени кабли од електроинсталацијата се расфрлени на сите страни, но струја нема со месеци. Редовно е исклучено девана поради неплатени сметки. Последниот пат за сума од околу 4000 денари. Не може да ги собере тие пари, од социјалната помош изнесува 1200. Тие не му стигнуваат за храна. Има шпоред, но нема што да готви. Собира тревки, ги вари со вода и сол како чорба за да преживее. Со денови гладува, додека не дојдат соседите да му донесат чинија со топол оброк, джемпер за да се згрее кога е студено. Од сите страни дува во куќата. Во секоја соба има по еден отвор на местоџак. Некој му подарил кревет, друг ќебе. Како така се снаоѓа додека дојде зимата. Тогаш пак почнува тешка мака. Страдања на кои вели не им се гледа крајот. Студот продира од сите страни. Ветри што студени свират во ноќите. Со денови никој не го бара, не прашува за него, а тој стравува дека ќе смрзне од студ. Иако става дрва во стариот шпоред, топлината не останува во куќата, што повеќе личи на отворена шупа. Не знае што е потешко: гладот, студот, сиромаштијата или осаменоста. Не се издржува, вели, овој кучешки живот. Нема крај на маките и страдањата. Штом немам помош, не идем на се чувствувам осамен. Има денови никој да не те побара, да не праша како си? Па имат денови. Може да се деси една недела и две, да не ме побара никој. Какви мисли тогаш ти минуваат? Мисли за нешто лошо да направам, ама пар се враќам. Ќе размислам и ќе се повратам. Колку е тежок животот да бидеш сега дете без родители? Многу е ептен тешко, без родители. Дур беа живи старите, ајде, си имаше, земаа пензија. Живеев, ама сега е многу тешко. Еднаш годишно доаѓале социјалните работници да вршат увид. Вели, прават некој записник и си одат. Толку. Тоа е грижата што ја добива од државата. А барал, молел да му се додели некаков стан, зашто е дете без родители, зашто е домско сироче, зашто државата практично е неговата мајка. Кој е одговорот кога велиш дека ти треба помош за станирање на куќата или работа? Кога дека немаш и куќа практично? Да. Немам куќа, е одговорот, ако помогнете државата. Добра, ако не, никому ништо. Кој е одговорот во центарот кога ќе се пожалиш? Што ти велат? Па ништо не ми велат. На мој мене е ништо да направиме. Доаѓаат, те посетуваат? Па годишно еднаш идат, како проверка тоа е. И си одат, поќе не се дојдени. И што велат кога ќе дојдат? Кога ќе ги видат Па овие ништо, услови? само ќе напише, записник ќе напрати за минут. И од тоа нема ништо. Не се жали на соседството во Челопеци. Вели, луѓето се пријателски настроени кон него. Колку можат му помагаат, но не можат да го земат дома, да биде дел од нивната трпеза. Има многу неостварени желби во животот.
Не знае како и дали воопшто ќе ги исполни, но мечта е за топол дом, за семејство. Има денови кога си гладен? Па има деновите и по 3 дена да седам гладен. Пошто немат каде, никој нема да ме викне, ти останал да седа по 3 дена гладен. И оваа куќа се распаѓа. Да, се распаѓа таа куќа, пошто не е ни законски на мене. Утре може да им текне да ми избртат одавде. Ја фактички на улица останал. Струја колку време нема во куќата? Струја нема 3-4 месеци нема струја. Немам од каде да платам. И се останал со свеќа. Така живе. Многу не верува во добра иднина. Воопшто не верува во подобар однос на институциите. Сепак бара помош. Подготвен е да работи секаква работа за да преживее, за да се прехрани, за да си го врати достоинството. Бара сигурен покрив над главата. Барем една соба. Кога седиш осамен, со денови дома, на што најмногу размислуваш? Што би сакал најмногу да ти се оствари во животот? Па најмногу во животот да имам стан и да створам фамилија. Тоа ми е најмногу желбата. Веруваш дека еден ден ќе се случи тоа или разочаран си? Разочаран сум, а пак се каја некој пат и сака да се стабилизира, да дојда во некој услов, да не прави други проблеми. А какви проблеми правиш други? Па, во немањето може све да видите. Може да поиш да крадеш, може све да видите. Ти се случило? Ми се нема случено до сега, ама може да се случите. Зарем ќе го чуе некој овој крик за спас на Расим Мамудовски или како и многу други приказни на мачни луѓе, ќе заврши и оваа, во некоја корпа за остадоци, во некои спомени на чувствителни луѓе. Го оставивме сам да ја добари чорбата од тревки, што ги собрал утрото кога го посетивме. На неговата трпеза немаше ниту леп. Пари нема додека не добие социјална помош за следниот месец. Дотогаш, чинијата ќе биде полна со храна од надеж и љубов кон Бог, кому му ги упатува молитвите за среќен, топол и мирен дом.